Значи, во текот на денешната расправа во рамките на пленарната седница на Собранието на Република Македонија, по основ на постигнат политички договор, политичките партии кои што партиципираат со претеници во Собранието на Република Македонија извршија измени и дополнувања на изборниот законник. Измените и дополнувањата се однесуваат во делот кој што го опфаќа составот на Државната изборна комисија. Знаете и самите дека Државната изборна комисија е составена од две нивоа. Едни се експерти, други се политички представници, номинирани од партиите во собранието. И всушност со оваа измена се изврши согласување на можноста да се примени ваквиот член од изборниот законник, односно после парламентарните избори во декември 2011 година да се усогласи составот на Државната изборна комисија согласно пратеничките групи во собранието. Тоа во пракса би значило се воведуваат одредби за разрешување на политичките представници во Државната изборна комисија, како би можело да се преслика ситуацијата во Државната изборна комисија. Двојца представници од најголемата владеачка партија, еден представник од втората владеачка партија, 20 представници од најголемата опозициона и еден представник од втората по големина опозициона партија. Во случајот представник кој што ќе треба во понатамошниот дел пред отпочнување на изборната постапка да го именува движењето БЕС. Тоа е суштината на овие измени. Во претходниот текст на изборниот законник не постоја одредби со кои што собранието можеше по пат на разрешување и именување да изврши ваква усогласеност на составот на Државната изборна комисија, па имавме конфликт во делот кој што кажува како е составена Државната изборна комисија, односно кои се нејзините представници, а де факто после завршувањето на изборите во 11 декември составот на Државната изборна комисија беше спротивен на резултатите од изборите.